Овозможено од Универзитет Скопје. Поддржано од Newborn Clinic, Ананас СМК, Земи пари, Минтинс, Халкбанка. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре ми дојдовте. Јас сум во хотел Лимак, вие сте на Телма, ова е нешто конкретно. Денешната тема е машко-женска комуникација, односно зошто исто зборуваме, а различно мислиме. Зошто исто изговараме, а различно толкуваме. И зошто исто кажуваме, а различно слушаме. Односно зошто мажите и жените никако не се разбираат. Ако жената каже уживај, тоа значи лошо ти се пишува. Ако мажот каже не ти стои лошо фустанот, тогаш жената го толкува како ау, па зарем не сум ти убава веќе? А ако жената каже голем си, можеш сам да одлучиш, тоа значи и те како треба да ја прашаш жената. Значи на денешната тема ќе видиме зошто жените и мажите не се разбираат. Дали станува збор на вистина во проблем на комуникација или пак дедо Боже кога не создавал нешто на вистина погрешно направил. Како со мажите, а како со жените, ќе побарам одговор од овие гости. Тој е пејач, кантавтор и режисер. Оваа година доби златна бубамара за носталгична мелодија за мојата Македонија, а неговата Елена е од Хрватска. На кој јазик се разбираат, а на кој расправаат, ќе го прашам Давид Темелков. Со добра храна, со добра музика или со пијачка најлесно се разбираат мажите и жените. Одговор барам од водителката, председател на Гастромак, Националната асоциација на готвачи и естраден уметник Андријана Алачки. Препознатлив по својата маркантност и својот глас. Тој е уредник и презентер, на работа строг и посветен, а приватно духовит и забавен. Зошто има посебна аверзија кон празникот на влюбените, ќе ни каже Валентин Николовски. Стручната анализа на комуникацијата меѓу мажите и жените, меѓу инаетот и правото, меѓу извини и ништо лошо не кажав, ќе го побараме од Бојан Кордалов, комуниколог. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре ми дојде за Бојан, за Давид, за Андријана и за Валентин. Добро ве најдовме. Како сте ми? Најдовме. Одлично. Одлично. Како стоите со комуникацијата меѓу половите? Пробаме. Морално? Ќе откриеме сега. Добро. Снеже, Ајде. ти благодарам многу што не покани на гости во твојата емисија и јас како гостинка со празни раце не доаѓам. Ај, така де. Затоа сакам да ти ја подарам мојата книга ти благодарам многу. традиционален Благодарам. готвач. Да си готвиш по македонски. Ете, тоа е тоа. Значи, сега со кого ќе имам најдобра комуникација? Да Седиме знаете. дома ние, сега можеме слободно. Тоа е тоа. Значи, подкупот, што вика? Не, подкуп, туку е подарок. Благодарам. Ќе го искористиме. Имам една игрица за вас двајцата, односно за сите четворица. Одлично. Да видам како се комуницира. Добро? Ајде вака на почеток да видам. Во мојата најава Валентин го најавив како маркантен. Меѓутоа има еден проблем Фала кој за што комплиментот. Маркантен. не се забележува, нели? Меѓутоа постои еден момент. Имаш аверзија кон денот на влюбените. Зошто е тоа така? Не е заради жените, за жал, за емисијава, заради... Ама ако кажам зошто следниот Свети Валентин ќе бидат позачестени сите монтажи во мое име и во име на господинот Костовски, каде што би имаво сите можни ликови за Свети Трифон и Свети Валентин, сум и во ангел, и во купачи, и во и тажен, и весел, и расположен, и нерасположен, и пијан, и непијан Валентин, и се. Така што тој ден се обидувам да го преспијам. Да се прекрастиш тој ден, да те викаат Сашо. Јас се викам Сашо, добро. Океј, тоа го расчистивме. Давид, тебе ќе те прашам, значи, сопругата е од Хрватска,
Добро, меѓутоа го зема твоето презиме, значи ја по македончи комплетно, дури не го задржа ни своето. Па тоа беше неизина желба. Таа сама прифати да го земе моето презиме и морам да кажам дека сум почестен. Така, она се вика Елена, значи не е Елена, иако е од Хрватска, Елена Темелкова. Оригинал македонка. Оригинал македонка да правен. Сега кога се карате, како се карате? Ти на македонски, она на хрватски? Не ми стојат како многу жестоки хрватките за да се караат, или? Па се трудиме да не се караме, Добро. Ама да ако разговараме. И Кој крај на Хрватска и тоа зависи. Ко да. ако почнам на македонски, значи дека сите граници се веќе поминати. Добро, добро. Андријана, ајде тебе да те прашам кои беа советите твои кон синот и кон керката. Дали на синот му рече да си ја слуша жена ти, а на керката и кажа, значи да си го построиш мажот за да те слуша. Секако дека постои многу добра комуникација со моите деца и секоја мајка си дава своји одредени совети како едноставно го разбирате животот. Животот и бракот е компромис. Така да сите мои совети кон нив беа да имаат компромис и на прво место почитување. И уште нешто ми кажа, дома да има секогаш. Ете така, дома да има ручек, кога има тенџере на шпоретот, мир во куќата. Ете, тоа е најбитниот Тоа совет. важеше и за керката и за синот, така, затоа што сепак се уште ги почитувам тие традиционални вредности, затоа што сум порасната во такво семејство, каде што беше најважно нешто семениот ручек и сакам тоа да го пренесам, значи, на моите деца и така и тие биле пораснати и сето тоа и многу умешно и го применуваат сето тоа во секојдневието. Одлично. Бојан, обично те гледаме во некакви политички емисии, во нешто анализа на политички говори, меѓутоа сега, значи, овдека за нормалниот свет те викнам. Добро? Сега. Ова најтешкото прашање на почеток го поставувам. Полесно се разбираат жените кои што се во ПМС или жените кои што се во климакс? Ајде, Бојане, комуниколог. Значи, најтешко се разбира кога ќе добиеш реченица од типот на ти си знаеш. Добро. Толку. Ти си знаеш е крајот. И не се слагам дека кавгата треба да биде на висок тон. Кавга на висок тон има исход. Некако ќе заврши со некакво смерување од кој бил облик. Ама ти си знаеш или како сакаш прави, тоа е врвот. Чекај сега, ми даде одговор на прашањето, јас кога прашав која жена е потешка за комуникација од ПМС или климакс, ти ми рече ти си знаеш? Не. Што ми кажа? Па не Јас ти разбрав. кажав дека таа која што ќе ти каже ти си знаеш е најтешко да продолжиш да веднаш кажи во право си и како да ја решиме работата. А така ли? Добро. Океј, ајде тогаш да видиме што значат реченициве, значи вака. Во која од овие реченици, сите слушајте, жената е најмногу љута. Кога ќе ти каже окей, кога ќе ти каже уживај или кога ќе ти каже не е битно. Давиде, кога е најљута Елена? Кој ќе каже уживај. Ја. Добро, тоа што значи? Се освен тоа. Добро. Не е битно. Не е битно, а? Тоа што значи? Побитно не може да биде. Тоа е сигурно. Окей? Не е битно дека. Не е битно, а? Добро. Не е битно е врвот. Ти си знаеш и не е битно, тоа е тоа. Добро, Андријана? А зборот жена? уживај зависи дали е кажан во вербална комуникација или е преку електронска комуникација. Не можеш да го разбереш тоа, така? И дали буквите се големи? Кога седите двајца и кога ќе кажеш ти уживај злато, уживај. Тој по гестикулацијата, по насмевката, по сјајот во очите, ќе забележи дека навистина му посакуваш да ужива. Доколку е напишано уживај, тој не може да го протолкува што сакаш да кажеш. Затоа секогаш ја препочитам на прво место вербалната комуникација. Ако кажеш уживај ти, уживај. Добре. Тогаш веќе е јасно. Ќе одам на пиво со другарите, Значи, уживај. еден збор презентиран на два различни начини. Тоналитетот значи Да. битен. Среќа има денески говорни пораки да може да испратиш па ќе го доловиш. Така и после не можеш да се разбереш. Сега, дали вистина уживај или не уживај, Да, е така.
Ајде да видиме кога мажот е најљут. Кога ќе каже, кога вика, кога ќути или кога пцуе. Валентин? Кога псуе сигурно, ама кога молче, барем ке мојот случај, страшно. Пострашно. Добро, Давид? Зависи дали е во кола или е дома. Во кола не верувам дека ќути, дека молчи. Добро. Мислам дека тоа правило важи во кола кога на третото, али се надвор од автомобилот кога молчи. Кога молчи е најопасен мажот. Добро. Ајде, Андријана, прво, па после стручната страна да видиме што. Јас ке зборувам од моја гледна точка, нели, како јас ги гледам работите, но тоа важи и за мажите и за жените. Најстрашно е кога се молчи. Кога имаме вербална расправија, тогаш знаеш на што си. Некако, што вели Бојан, ке резултира без разлика. Но кога молчиш, сега, тука постои способноста на жената да прочита, да го прочита молчењето, затоа што велат дека едно од најмокните комуникации е молчењето. И не значи некој ако молчи, дека ништо не ти кажува. Всушност ти кажува многу повеќе отколку да почне да вика или да се расправа со тебе. Но постои кај жената вроден инстинкт да го разбере молчењето. Зошто? Вие кога го раѓате детето како жена, го носите на свет. Вие можете преку неговите гестикулации да забележите што чувствува, што му е потребно и тоа после го надградуваме до моментот додека не почне да зборува детето. Така и во партнерството, во релација. Жената го Затоа ние сме разпостави. Немаме појава ние. Не, го има вградениот инстинкт да разбере и кога се молчи. Или што велат старите, ау, и трица права е меѓу редовичите. Така ли? Ете, Имам така. тоа за читањето меѓу редови, ама дека мажите не знаат да читаат меѓу редови. Како се молчи љуто, Валентин? Се превртуваат очи, се прават некакви гестикулации, се приоѓа до тебе или Лично кај кога? мене масатерите кога играат. Така Само. ли? Значи малци се А тоа е професионална Да, тоа деформација, се кога е масатерите и сериозен, кога чита вести. И си играш игрица само Значи и заканата кај тебе е да не ти зачутам една. Така е. да не ти зачитам една гласна. Да. Значи Бојан, кога е најопасен мажот? Па мислам дека генерално мажот во тие машко-женски односи не треба да биде љут. Не треба да е љут. Не. Ау, голем зала касни, голем збор не речи. Да. Чекај, Не ајде треба кажуваме. да е лут, заради тоа што ако молчиш, ќе бидеш прашан Нормално. и ќе биде извлечено тоа од тебе и тогаш ќе почнеш или да викаш или да кажеш нешто што не треба, потоа ќе ти бидат љути. Добро. А ако пцуеш е непристојно. Ајде го расчистиме моментот. Кога молчи мажот, Така е. што треба да прави жената? Жена точно знае, ќе излече тоа што треба. Зошто молчиш, кажи слободно, изрази се. Нели тука сме разговараме и сега тоа е следното. Значи мораш да кажеш нешто. И сега ако кажеш нешто што Ајде не да треба. го примениме тоа на Валентин. Валентин молчи. Ајде ти убеди го. Ајде убеди го да видиме која ќе прозбори. Чеки малку 3-4 мерете. Ајде. Да се наместам јас. Да се наместиш намрштено. Или сакаш да го убедува Андријана? Андријана. Ајде, Андријана. 3, 4 и Валентин, не се смеј, љут си. Сега, Ајде. значи, ќе правиме симулација, една Симулација. театарска пристава мала. Ти се враќаш од работа и молчиш цело време, а јас те чекам. Еве, чукаш на врата, влегуваш. Здраво, Злато, добре дојде. Може ли да мало надополнување? Се враќаш од работа и нема ручек на маса. И молчиш. И здраво, Злато. Зашто молчиш? Ако можам јас со ручекот да додадам, знам дека вештините кулинарски на Валентин, од тоа што сум гледал се фантастични. Може да проговорам. Тоа со тенџерето нема врска, значи да одма да расчистиме, да тенџерето Тино си го става на Што маса. си така молчалив? Што ти се случи денеска? Имаш некој проблем? Добро, душичка, ако не сакаш сега да ми кажеш, одмори малку. Одмори, опушти се, па подосна ќе разговараме. Јас направив, има топла супа, малку ќе се напиеме винце
Дојди туша. И кога ќе прозбори со ваквата стратегија? Мислам дека ќе си легне Валентин. Мислам Може дека ли? ќе си легне. Да, ќе си легне. Си легне, а? Значи оваа стратегија не пали. А? Не, Мислам а? дека треба малце провокација. Дали ова, дали ова, дали ова, дали ова. И мислам дека може би прозборел тука. Аха, дај. Мислам дека слабо ги знаете жените. Треба малку простор да му се даде, или не веднаш да се нападне. Мислам дека Јас баш и не слабо верувам дека разбирате. вие жените давате Остави го, многу ќе простор. одмолчи 3 минути и после тоа ќе му притреба нешто и самиот ќе си проговори, самиот ќе си побара како ништо да не се случило. Добро, но Валентин, ти мене не ми одговори. Јас тебе ти придов. ти Чекам 3 минути да поминат да ми... Помина 3 Помина минути, лутината. сега да ми Сега одговори. дај тенџерето и да заврши. Добро, Комуникацијата. Добро сработена задача е сега. Кога некој е љут, тука доаѓа моментот на извини. Статистиката вика дека жените кажуваат почесто она искрено извини, а мажите најчесто го користат за она, нели, за мир во куќа. Ајде, Валентин, кога ти кажуваш извини? Повторно го оставаш последен да не оцени, Еден, он е стручнат. Како ќе каже струката? Да. Еди, извини, најчесто ние го кажуваме само од една причина. Не знам дали знаете, но некаде сивата маса на мозокот кај жените е 15 до 30 пати поголема отколку кај мажите. Второ, конекцијата помеѓу двете половини од сивата маса, нервните конектори, се не знам колку пати побројни отколку кај жените. Оттаму, жените памтат многу подобро од мажите. Нормално. Секое убедување на жена е осудено на пропаст, што неминовно води кон извини. И тоа е сигурен факт. Проверен. Ваква стручна анализа, мислам дека ни Боја не можеше да даде. Ова е биолошка, Па мојата. морав да покажам. Нормално. Не, тука ние како бели глувци да не оцени. Чекај да видиме Давид, како е извини, кога се кажува. Па би требало почесто. Ние жените или вие Обострано. мажите? Обострано. Сметам дека извини не боли, бесплатно е, може да донесе само добри нешта и треба да го користиме почесто. И мажите и жените. Не знам дали е бесплатно извини. Понекош, Бога ми скапо Кошта нешто после. Кошта. Има Доаѓа на Джибони, има наплата. една песна. Така, кој е виновен? Кој бил виновен? Кој е бил Ќе го виновен, чини. тоа извинито, да. По мене, Имавме... си. Извинувам, Ајде. слободно кажи. по мене, за здрава и квалитетна комуникација помеѓу мажот и жената, или помеѓу пријателите, помеѓу вашето обкружување, најблиските и така натаму, има два клучни збора, тоа е благодарам и извини. Секојдневно во нашата комуникација треба да имаме благодарам. Тоа нека и најмала ситница, и нека една насмевка, нека една преградка, да се каже благодарам. Затоа што со постојаното давање благодарам, ние се оплеменуваме и себе си, и нашиот партнер, пријател, деца, што и да е. Значи, од мали нози исто треба да се воспитуваат, да го употребуваат зборот благодарам. Искрено и од срце да се благодарни на се што им се случува. Не само кога ќе им подаде некој нешто, и секојдневието што им носи. А кога ќе дојдеме до зборот извини, значи тој треба да се применува во вистинско место и во вистинско време. Ако вие постојано зборувате и си извини, веќе вашиот збор Кубината извини жена. нема да има вредност. На вистина, секој од нас греши. Човечно е да погрешиме. Не сме идеални сите. Кога ќе ја направиме грешката и кога ќе воочиме, ние треба да се извиниме. Дали е тоа ваше дете, партнер, родител, другар, пријател, секому треба да му се даде втора можност. Чекај сега, расплакувањето, кога ќе биде во сред кавга. Викаат дека ние жените глуми. Сега не ми плачи тука, демек, за да не сожалуваат. Давид, како го доживуваш ти тоа?
Или не знам како ти звучи, дека нели жена ако се расплаче, она би да ја сожали и да рече се, а она ајде ти си во право и да попушти. Чекај, Давид. Ајде. Ги мисли сите случаи. Ги мисли. Па добро, мислам Плачеме без причина? манипулацијата е составен дел од женското битие, така да ние како мажи како да кажам, мора да бидеме дораснати со жената, да можеме тоа да го препознаеме и да вратиме со, зависи од моментот. Добро. Дали со нешто добро или со контраманипулација. Аха, и ти да се расплачеш. Давид, мислам дека и обострано подеднакво важи и за машкиот пол и за женскиот пол, но има Добро, ние да кажеме, поредко плачеме кога манипулираме. Нели? Вие со друго манипулирање. Например, понекогаш и сте свесни дека ве манипулираат, меѓутоа не возвраќате. Едноставно го оставате тој процес и да видите до каде ќе оди. Нели се има своја граница. Манипулацијата има своја граница, толеранцијата има своја граница. И едноставно, кога ќе се помине таа граница, и тогаш ти ја кажуваш својата граница, искажуваш на еден добар, убав начин. Сега имаме различни комуникации, нели? Некои се бурни, некои се човечни, нормални. Се по мене лежи во коренот на воспитувањето во детството. Кога детето ја гледа комуникацијата помеѓу родителите, ако е благородна, смирена, убава, љубезна, топла, љубовна, така ќе биде и кога ќе порасне. Дури ќе надградува. Ако тоа дете е растено во семејство, каде што имало само свирепост, дури викања, нели, така, дури физички напади, понатаму, сето тоа ќе го прави и самото дете. Значи, тука веќе немаме здрав темел на што да се надградуваме. Сега, дали само заљубен маж може да биде изманипулиран? Секој може би да изманипулира. Секој од жена. Да, за жени нели зборевме, меѓутоа и генерално особено од жена може секој да биде, не мора да е заљубен. Не мора да е заљубен мажот? Па ова е многу добро звучи. Значи можеме да ги манипулираме сите мажи, ние жените? Па ако појдеме од тоа дека некој манипулира, некоја личност е вешта во тоа, дефинитивно може секого да изманипулира. Јас па мислев само за љубените, затоа што нели, како викаат, не е при свест. Заљубените прифаќаат се, нема потреба да се манипулираат. Добро. Ти, Валентин, дозволуваш на некого да ти изманипулира, освен керка ти, тоа знам дека Прашање дал дозволувам, но факта дека жените, и тоа има физиолошка врска, мислам, имено жените што се поемотивни за разлика од мажите и начинот на кој што делуваат заради тие физиолошки активности во телото, се секогаш поврзани со начинот на кој што го гледат мажот, па и друга личност. Нели, поемотивно, со поинакви очи за разлика од мажот. Кај мажот центарот за сексуалниот центар ги гледа многу повеќе со инстинктот кој што го има према жената. Па оттаму, ако вие имате еден таков инстинкт, сигурно ќе дозволите да бидете изманипулирани. Колку пати И без ти да сакате. во месецот си изманипулиран? Во месецот? Аха. Денот прашај колку пати. Дигитрон ми треба. Денот прашуваме колку пати ме манипулираат. Добро. Барем си признавате. Кој си признава, половина му се опростува. Што е интересно, например, партнери двајца кога гледаат филм, кој што е убава, нека романтична драма. Е тешко тоа двајцата. Да, не гледаат. Еден спие. Секогаш На романтична Тоа е драма. романтична Можеби, драма, можеби. двајца што гледаат, тоа тешко. Нема исто. Партнерот ти е многу И погоден. сега има некои емотивни сцени и така. Кој плаче? Жената така, мажот со поинакви очи го доживува тоа, а жената веќе влегува во филмот. Андријана, сигурно си дека не гледа на телефон нешто поради. Он си игра игрици и он плаче, го победиле. Чек утакмица да идам така. Има и Ајде, мажи што повели, плачат, На тоа. филмови. Па на се, на музика, на филм, на случка. така. На се може да се заплаче неспорно, меѓутоа
нашето општество е такво да форсира дека мажот треба да биде силен, дека не смее да покажува емоции. Суштина, коренот на проблемот е тоа воспитување од порано. Дека маж не смее да плаче, а жена треба само да покажува Душата да му ја емоции. извади. Ете така. И тоа е Значи, чекај сега, тука да установиме. Ајде. Мажот смее да плаче кога жената му ја вади душата. не мажот смее да плаче кога никој не го гледа. Кога никој не го гледа. Така е во нашето општество. Значи шпајс обавезно, добро? Или шпајс или веце, или тоа е. Позади Да, завеса всушност, да заклад. Со врата да има да не се слуша. мажите и жените се подеднакво емотивни, само секој различна експресија има на сето тоа. Сепак, што велите тоа дека мажот не му е дозволено да плаче. Нели велат во каменото време уште, кога мажот требал да лови за да го прехрани своето семејство. Тој не треба да биде емпатичен за да може, значи со дивината да се справува. А жената е таа кој што била дома, кој што морала да ги одгледува децата, емпатијата, да ја покажува кога се болни, кога се здрави, кога се срекни. И од тогаш започнува нормално тој процес. Види, плачел и тој кога ќе го збркал лав, ќе се качи на дрво, па моли Бога да избега лавот, ама... Ама и жената требало да одолее кога го припрема тоа животно, нели да не плаче дека е убиена сега, ако така ја... Се шегувам, но да, држи дека требал похрабар да биде историја. Всушност, да. Секогаш велат размислувај како жена, а действувај како маж. Видиш ли? Ова е подобро од вратот. Ова е подобро од... Сепак и најмокните жени, и тие што се и председател на држави, и мокни и во бизнисот, и се носители на функции, сепак во приватниот живот имаат потреба од топла и блиска релација на партнер, кој што секогаш ќе ги разбере, секогаш ќе каже, не се секирај душа. Се ќе се заврши во најдобар ред. Кој те наљути И овој? едноставно, да. Не се секира И јас ќе се секогаш разберам. ќе биде потребна неговата рака на рамето, Да. за да функционира. Така е сега, Давид. Ајде, слободно, кажи Бојан. Откако ќе се пресмета, потоа, нели да ја смири, да ја... Така де. Мора тука машки да се реагира. Давид, има разлика во однос на менталитетот македонскиот и таму хрватскиот. Таму некако ми стојат хрватите дека се малку помалку емоции покажуваат. Некако се поладни луѓе или тоа е некаков стереотип кој што важи? Таму дозволено ли е да се некако плаче? избегнувам да правам споредби помеѓу хрватите, македонците, србите. Не смееш и домазеци. натака. Па живееш во Не би Хрватска. рекол. Добро, само зет. Добро. Само зет, а сега сум дома. Сметам дека е дозволено мажот да покаже емоција, сето тоа е природно. Сите ние сме луѓе од крв и месо и јас сум видел многу мали мажиња кои што се кријат позади големи маски, така е, и глумат мажи. Сметам дека, еве да кажам, јас сум музичар и многу често знае да ме погоди некоја песна, да ми ги насолзи очите, да ме истригерира толку длабоко да, еве, не можам и не сакам да се водржам од солзи, бидејќи на крајот солзата е некој филтер на душата. Мене ми олеснува, после тоа ми е поубаво. Така да, нормално, не сме мажот да биде плачко, нели? Некој мора да ја теши, ако плачеме двајцата, кој ќе не утеши? така. На романтичен филм. Да. Така да сметам дека сето тоа е природно и не случајно сме мажи и жени. Мораме да бидеме различни и на крајот убавината е во различностите. Добро. Сега постои еден момент, тоа го практикуваат многу странците, нели имаат одвоени соби. Знаете дека спијат во одвоени соби, дури и одвоени тоалети, затоа што се смета дека тогаш се намалува во голем процент, За тоалетите. значи она кавгањето, замерувањето, мислите дека тоа е некаква добра... За тоалетите, апсолутно. За тоалетите. Ама, еве, најпрактично да бидеме, ако имаат двајца луѓе или со деца повеќе потреба, кавгата тука ќе настане. Значи, кој попрво... Посабајле. И кога и Посабајле уште, особено осабајле, сабајле. готово. И тука Сабајле може да сите вистини и невистини да излезат Со на едно површина. станување кавгата. За тоалетите. За тоалет. По одвоени соби не.
За да си Кој се како се смири сака. на Не, јас сум рад. широк човек у сваќањето, кој го сака, но не мислам дека е нужно. Но тоалети сметам дека е нужно одвоен. Да, женски Па дури и машко. две, дури не мора женско машко нека се менја, дури и две лавабоа е многу важно. Добро. Јас се кладам дека и да има две лавабоа, она секогаш ќе го користи моето. Ако, ќе се прилагодиме ние. Зашто? Кај тебе побрзо тече водата. Поладна е твоја. Поладна е твојата вода. Чекај, се согласуваме за одвоени соби, чисто да имаш Но каде немам да јас се проблем, тоа изходи. апсолутно тоа е мир. Мир? Не ли? Мир. Мир. Па макар и дневната, Sad дај. да стереотипно да не зова деношно време на активно све, меѓутоа е мир. Мир, така. Некој ако хрчи така, Макар и дневната да е Интензивно, твоја, а на например. жена ти да остане спална. Така ли? а другиот не може да спие како? Па гледаш, и тоа е компромис. Значи решение си наши. Реков јас, за тоа кој како си сака. Сте ама за отишли на вециња, одмор, така? За И Обавез. треба да се одмориш, а не да спиш. Па ете, она чека, Така. мислам, она легнува јута. Се осеќа енергијата кога ќе си легнете, нели? Апсолутно. Може Или јас можам само со клима да спијам, партнерката не може со клима да спие. Е, тоа е тоа. Или и двајцата значи нема да спиеме. Во едниот или другиот случај. Значи две соби. Јас сметам дека се зависи од перспективата од која гледаме. Значи, Ајде. може би заедничките соби се плодно поле да врската биде поздрава и поблиска. Тоа, да. Едно поле да се работи на врската, да се комуницира. Најлесно е да се одвоиме. Затоа и Рано настануваат... тие са, ние зборуваме за други времена. Не навлегувајте во такви. А ти реков немој за нив двајцата, најтаза се. Колку време си ти во брак? 11 11 години. години. Не се ти мислев, пошо рече на тази се. 11 години Сака да шо? каже со помал стаж, разбирам. Ja, Со добро. најмлад стаж од нас овде. Добро, ама му држи вода сега со неговото размислување, ќе го викнам за Логично, па и на крај на памет не треба да му е башка соба сега. одвоени соби. Ни одвоени тоалети, ни одвоени лавабоа, се заеднички. За година дена брак има да Најлесно ќутиш да да се трпиш се што поделиме. треба. Најлесно е. Во животот секогаш било многу полесно човек да се скара, него да најде начин да се смири. Па сметам дека, гледајќи го искуството во моето семејство, односот кој го имаат моите родители, сметам дека заедништвото е единствената магија која што може да го одржи и задржи семејството на едно место. Одлично, тоа Гледајќи значи... ги моите родители како функционираат, како се однесуваат, како се почитуваат меѓусебно, ми дава надеж дека ова што го зборам може би еден ден ќе го Пази, мама и испрактицирам. тато. Да. И кај, дај, ќе си се приберете тука у Македонија, кажи. Јас никогаш не планирав да си одам да живеам подалеку од Скопје. Животот така ме однесе и сватив дека сите ние сме жители на овој свет, без разлика каде да одиме, мора да останеме луѓе. Мала дигресија, каде живеете у Хрватска, Давид? Во Загреб моментално. На втор спрат, у колкав стан живеете? Со две соби или три соби? Зависи од денот. Дали сме скарани или не сме. Тоа е доброто вистинското прашање. Уште едно. Кажи. Мислам дека секој што има можност треба да види опции за проточен бойлер. Значи, ако зборуваме за кавги, значи јас пак за WC Тој проблем сум го решил. Сега на вие млади бе. Јас на пример на сите Многу млади голема што би вистина, им бе. препорачал. Многу големо. Проточниот бойлер е прва. Така е. Прво. И шолјата. Зашто во секој кадата. случај одиш ти на избањот на работа. Тоа е гарантирано. Или настина. Настинато секој случај, ама колку можеш да се избањаш. Е, тоа е исто. Но, тука има. јас сум нашиот брак, јас со сопругата сме го почнале во гарсонјера. Така. Од 23 квадрати. И според мене, ако сакате да се разбирате во животот, мора да живеете во 23 квадрати. Со една соба. Ќе се скарате, ќе отидеш во тоалетот. Можеш ли цел ден да седиш во тоалет налутен? Видиш тоа. Не можеш. За тоа викаш Ќе си се вратиш повторно во истиот кревет, во истата соба, со истиот телевизор и со романтичните драми на Андријана. Ќе си ги гледате. И Валентин сам го кажа, далинското. Далинското е исто голем го проблем. Далинско. Далинското е секој е мажот. Чекај се, за проточниот бойлер, кажи А си. за проточно. За тоа само совет дека значи неможноста да се заврши физиолошка работа у ВЦ Добро. и неможноста да се има топла вода, излегување, состанок, деца нели така натаму, тоа е сериозна основа за кавга според мене.
А за далинското, еве јас прв ќе кажам, не биде се валја кај мене, односно кај нас дома и кај сопругата секогаш. И мислам, на вистина со задоволство. За задоволство. Битно е на одговорот на прашањето да се кажува со Не, задоволство. ама тоа е факт, тоа е Значи би факт. можеле Тоа е да кажеме факт, две клучни работи. Ајде. Доколку има можност, протечен бойлер и 2 телевизора. За тоа ти треба трофа за струја да спроведеш све, одма ти кажам. А да си Благодарам живеете за посебен советот. Ако стан. сопругата ти има долга коса, ако ти имаш ќерка и таа има долга коса, ќе одиш настина ти на избањат на работа, еве ти гарантирам. Верувам. Маките, ако и на исповед може да дојдете тука. А да ве прашам нешто. Ајде. Да е се совршено. Зашто би разговарале денеска? тама Го работа. право си! Тоа е клучот на муабетот. Ако партнерката вика вака. Еј, види колку згодна жена, што треба да направи мажот? Давиде, што треба да направиш? Па јас ќе го кажам мојот пример. Јас и Елена имаме отворен однос Добро. и почитуваме се што е убаво околу нас. Доколку навистина има убава жена, јас ќе се свртам да ја додам почит на таа жена, но умерено да и возвратам со почит на мојата сопруга поред мене. Со едно око на женава, со друго око на сопругата. Добра, мислам дека се тоа како нормални работи. Се што е лепо и Богу драго, нормално, кога ќе помине некој згоден дечко, јас знам да искоментирам и види викам каков згоден дечко. Секој му чест. Во форма е, тренира, се грижи за себе. Сметам дека доколку постои вистинска љубов меѓу двајца партнери, не треба ни еден да се почувствува загрозено од било кого. Затоа што Значи ти ке погледнеш. би погледнал, немам проблем Умерен. со тоа. Умерен. Добро. Тино, кој е правилниот потек во овој случај? Како Давид треба да одговори. Како Валентин Николов. Еј, не ја видов, избега. Ти звони телефонот. Ја се разберам. Што ќе каже? Ние Ако знаеме да жената читаме вика- меѓу редови, Ајде. апсолутно. Јас сум новинар и многу добро знам да читам меѓу Што ќе редови одговори? сега. Што ќе направиш Кога ти? сакам малку сатирични да бидеме во односите мажи-жени, меѓутоа ова во ваква реална ситуација најмногу мислам дека што би рекол е добра. Добре, а? Ќе одговориш? Да. А ќе погледнеш? Добро. Вака. Ајде, Бојан. Тино ги го тргна диоптерот, мислам. Да, ето. И јас можам да не догледувам убаво. Сега Така не можам што- да се вадам на тоа. Кажи. Шегата на страна, мислам да, што е згодна и да, може да се сажеш да кажеш да, меѓутоа сепак тоа треба да биде културно одговорено. Значи да не биде селјачки, се извинувам. Да. Одговорено као работа и да и така натаму, едноставно да, ако е некоја девојка згодна, убава и така натаму, да, меѓутоа се продолжува нормално конверзацијата. Не сум ја приметил. Ама ти цел Тоа е филм првото, направи. тоа е првото. Не можев да догледам, а стварно некош не можам да догледам, ако е далеко. Меѓутоа, ако убаво видиш, ако Кога убаво знае да видиш, се случи. Да, не. Ќе се збориме за во лето, кога се носат наочари за сонце, пука јако. Јако, Таква ситуација. но таму помино е згодна скроз. Тогаш сме ја виделе ние пред неа. И види згодна, знам. Тие се прави мангупи. Тие се прави. Сега малку бидете искрени, ве молам, аудиториуме. Па нели? Тоа е тоа аудиториум. Учевме во Адријана, средно. како жена, ти како очекуваш да реагира мажот во таков случај? Ја ќе ти кажам како ја очекувам, а ти кажи. Ајде. Кога ќе помине некој убав маж, Која убава жена А, убава и ти да му жена. речеш на партнерот, еј колку е згодна, види. Што очекуваш тој да направи? да каже да се сложи со тоа, апсолутно, дека И каде тоа што да е гледа? добро. Како? Каде да гледа? Во неа ќе гледа, секако ќе гледа. Добро. Меѓутоа, па тоа е добро, затоа што ние зборуваме, нели, темата ни е комуникација. Дури ќе ја коментираме, коментираме личноста, нели? Ке И погледне, ќе продолжи коментирањето и дома, а како ќе заврши ќе се договориме вечерта. Ја погледна. Супер, Јас- врела. Да го кажам примерот за еден мој школски другар. Долго години не сме се виделе и со сопругата негова и седиме и вика: Леле, вика Адријана, ама нема, помине ли женска, девојка, жена, мора да е измерка од глава до Е, пет. така. Му правам, вика, голем проблем за тој, и као он ми ветува дека ќе престане со тоа.
И вика, поминува една убава девојка, ние во Дубровник на одмор. Леле, само го чекам, вика, да погледне. И он се врти, вика, види колку не е добра. Види колку е грда, види колку не е убава. Па добро, треба тоа да се Добре, одлично кажат, одиме на реклами и се враќаме. Само нека прозвучи нешто конкретно. Само нека прозвучи нешто конкретно. И еве се вративме. Значи, тука имам две пегли, нашите драги пријатели од Ананас. Што мислите, кој е вистинскиот подарок за жена? Две пегли се. Што ќе ја купите вие, господине Бојан, на сопругата? Мислам дека парфемот ќе победи во случај. Па макар и да ги нема тие два, кој што ги вика Валентин. Добро, окей. Давид? Млад сум, јас мора да ги послушам постарите. Не може парфемот се потроши. Нека учи, Не момче. може, бирај. Ваква пегла или ваква пегла? Што поише ќе се израдува? Твојата лева. Ова е? Да. Домаќинка ли ќе ја правиш, ќе ја затвориш у куќа? Па не, да можам ја да Така си ли се испеглам работи, бе, кошулата. Давид? А, за Да тебе? можам ја да си испеглам кошулата која ти За тебе, добро. Давид, ми се допаѓа. Андријана на крај. Ајде. Не, двете се опасни орудија. Ако изберам пегла за коса, тоа ќе значи многу трошиш на фризер. Добро. Ти пеглај се сама дома. Тоа е тоа читањето. Ако изберам десна да ќе одам непеглан јас. Ја би Парфемот сепак. со Бојан Добитна комбинација. парфемот ќе го позади да купем предходно. Ке си побарате на Ананас МК парфем, значи ништо ви отпаѓат. Добро. Може за нас да си ги купим. Може, па рече Давид, ја ќе ја земам чисто за да... Фино, ете, момчето се За снаоѓа да ти си успее биде во бракот. испеглан, тоа е тоа. Добро. Последното прашање е како со мажите, а како со жените, за да добро се разбираме. Јас ќе ви ги дадам подаруците од нашите драги пријатели Земи пари. Повели Бојан има за тебе. А, За сите има, вас има и за Бојан. Витамини, минерали, тука има и магнезиумче, па и за кичмата има, за крема, ако боли нешто, ако заболи, да знаеш, Андријан. не обезбеди. Ете така, да. Имаме очила, значи од нашите драги пријатели Барнер. Имате и за вид, односно за заштита од екранското светло, а овие се, кога треба да гледаш, овие нема диоптер, стави и кога ќе ти рече сопругата види, да видиш. Нема правдање. Нема, се наменски. да. Повели? Да дзирнеш. Еве, да, можете и да си ги пробате очилата ако сакате. Андријана, мислам дека твоите се за вид. Ваучери. Какви ваучери? Реков, значи, пеглите. Да. Може да се стави и диоптер. Значи вака, нашите драги пријатели Ананас. Еве, од нешто конкретно ви даваат ваучер, ќе влезете на нивната страница, значи можете да си купите каков сакат производ, на сите четворица ќе им ги дадеш, Благодариме. значи го имате кодот, го Ќе направиме ќе го вкуцате и ќе го одбереш или парфемот или што и да сакаш. Ја со Валентин парфем. Осигурување. Никогаш не знаете кај ќе спиете. Осигурајте си се на време. Минтинс. Нашите драги пријатели, имам уште еден ќе ви го дадам и секако имаме овде подарок во плик од нашите драги пријатели Есе. Во плик подарок, да, ова е картичка на која што има парички, да си купите проточен бојлер. Тука нема политичари, ново данинско. Да, Нема потреба да кажеме, овие чевли ми се допаѓа. ете, тоа е тоа. Тоа е тоа, ќе си заврши. Значи, ваков подарок инаку може и на свадба, сега поново, значи картичка зимаш, не ставаш пари во плик, туку картичка. Како беше Надопунуеш. вицот? Како беше вицот поклон во плике? Кај да дам толкав плик за машината за перење? За проточниот бојлер, добро. Океј, ајде на крајот да завршиме, значи за да се разбираме како со мажите, а како со жените. Ќе тргнам од Давид. Ајде за да се разбираме. Само полако. Само полако, а? Така е, само Лагано полека. и со жени и со мажи. Само полека. Нема брзење. Добро. Не знам, жените се за мене супериорни. И оттаму, не само оттаму, него и ги почитувам за тоа. Така. Мене ми се жените супериорни. Мислам дека ако би се случила помор некаква војна, нешто жената би преживеала повеќе него мажот. Така ли? Да. Значи со жените
На еден начин, а со мажите на друг начин. Али токму затоа без жените ништо. Да се држиме до нив Да си ги и да слушаме. уживаме со нив. Добро, окей. Андријана, како со мажите, како со жените? По мене, кон секого со крајна почит. Прво и основно нешто е почита. Од тука веќе градиме секаква комуникација понатаму. Кога има почит, тој е главниот темел за релацијата помеѓу мажите, жените. Добро, окей. Ајде, на крајот, струката што ќе каже, како со мажите, како со жените, замолувам да не вклучуваш никаква бела техника во твојот одговор. Добро, добро. Ако може. Добро. Ајде тогаш тоа на предавање што го кажам, пошто стручно. Секој човек, секој од нас има две уши и една уста. Значи, многу повеќе за добра комуникација треба да слушаме отколку да зборуваме. Тоа е за мене советот во машко-женската и севкупната комуникација. А би сакал, ако можам, без бела техника, да нешто сериозно, да ја поздравам и темата во емисијата, но и да ја искористиме како можност да потсетиме дека се уште има жени кои што трпат физичко и психичко насилство и токму овој наш муабет денеска и почит треба да биде пример како на тоа треба да ставиме крај, да не дозволиме да се случува. Одлично кажано, добро. Браво. Се спрема Да, се спремаше, знам, дојде спремен, знам. Ви благодарам многу, значи фантастично кажано се, мислам дека одлични пораки пренесовме. Нека звони од на Нека Бојан звони. пораката на крај. Последното, Браво, нека звони браво, точно така, браво, сите браво. останати пораки верувам дека супер ги На пренесовме. СЗО никогаш не е решение Така. и не знаеме ни еден пример во светот дека со насилство се дошло до нешто добро. Затоа и само полека. Само полека, добро. А ви благодарам уште еднаш. Ти благодариме на Подароците. поканата. Благодариме на поканата. Што бев денеска во вакво прекрасно друштво со Бојан, Давид и Тино. Незаменливи сте, навистина прекрасно. Мислам дека сме незаменливи, Адријана Снежа само Незаменлива. Чест што токму бев со вас. Благодарам многу. Нека вас не го Честа и наша. Честа и Ви наша. благодарам многу. За крај ќе ја слушнеме песната Мојата Македонија, значи ќе оди на одјавната шпица, добитник на Златна бувамара Давид Темелков, Браво. иако е далеку во Хрватска, Македонија си останува во срцето. Не знам, навистина некако безусловно ја поклонив таа песна на Македонија, бидејќи таа песна ми е поклон од Македонија. Тој текст што сум го напишал ми е поклон од вас, од сите вас. Јас